Во ова задача, со помош на Хорнерова шема, треба да се определат количникот и остатокот од делењето на полиномот, еве го полиномот, со биномот x плюс 2. За да се користи Хорнерова шема, не е важно на кој степен е полиномот, ама делењето треба да биде со бином. Чекор 1. Коефициентите на p од x. Треба да го најдеме најголемиот степен, тука е 5, и секогаш плюс 1, оти имаме и нулти степен, односно 6 коефициенти. Кои се тие 6 коефициенти? Коефициентот на x на пети е минус 1, па на x на четврти е 3, па на x на трети го нема, значи е 0, на x на квадрат е 1, на x е минус 2, и уште треба да се праша на нулти степен, односно константата нема, значи е 0. Колку имаме коефициенти? 1, 2, 3, 4, 5, 6, значи во ред е. Вториот чекор е да се одреди бројот што ќе биде напред за делење. Се прашува кој број го прави ова да е 0 и одговорот е минус 2. По кратко прашање е да речеме кој е обратен знак. Обратен знак на плюс 2 е минус 2. Значи тоа минус 2 оди напред тука. Сега ја поставаме шемата, една вертикална права тука и една хоризонтална доволно долу за да се стави уште еден ред со броеви. Сега сме готови да ја користиме шемата. Првото нешто е секогаш овај коефициент директно се пише долу. Значи минус 1 тука. Минус 1, минус 1. Сега множиме минус 2 по минус 1 и го пишеме тука. Значи минус 2 по минус 7, колко е то? 2. Сега обично само ја пишеме двојката. Сега ги собираме овие. Значи имаме 3 плюс 2 и колко е то? 5. И сега обично само овие два броеви пишеме 2 и 5. Моментално за да видиме од каде се. Значи сега наредниот чекор минус 2 по 5. Значи минус 2 по 5 еднакво на минус 10. Значи минус 10 ќе пишеме. И сега собираме 0 плюс минус 10 е еднакво на минус 10. И ние ќе ги пишеме овие два броеви тука. Сега нема да пишеме се. Минус 2 по минус 10, колко е? Е 20. 1 плюс 20 е 21. Минус 2 по 21 е минус 42. Минус 2 и минус 42, слободно користете тригитрони, е минус 44. Минус 2 по минус 44 е позитивно 88. Сега стигнавме до крајот. Тука да собираме, ќе сменеме боја. 0 плюс 88 е 88. И овај број одма го заокружиме, оти тој е остатокот. Сега, само да го прочитаме ова. Тоа е што треба. Овие се коефициентите од количникот и ова е остатокот. Значи имаме одговор. Ја пишеме задачата, значи имаме овој делено со x плюс 2. Горе ја имаме p од x, значи минус x на 5 плюс 3x на четврти плюс x на квадрат минус 2x е еднакво. Сега делавме еден степен, значи на x на четврти сме. Го читаме. Минус x на четврти, значи ова тука. Плюс еден помалку x на трети. Сега сме до тука. Минус 10x на квадрат плюс 21x и константата е минус 44. И сега остатокот имаме. Обично пишам тука плюс, ја цртам дробната црта
го пишам x плюс 2 долу и колку што е бројот, ако има минус и минус, ако го пишам, во овој случај нема, само 88. И ова е одговор на задачата. Толку.